Слушај, вам. Не ме интересира ништо. Абе, објасни му, човече, че стигнат, па од Австралија идат, па не Австралија, че стигнат, не бери га. Абе, мене не ме интересира како ќе платиш ти кешни фактура, акцепти дали ќе оставиш, што сакаш прави. Јас сакам утро 8 сатот, тука да има 2 пакета виски, и гостја ќе ми дојде. Ајде. Абе, мандарините се мој проблем, ја утре одам у царнарница, оставам таму порачка, изјава се што треба, ајде. Че однеса ми од доплик овакво Божи благослов, ајде. Не се секирај. Чекай малко. Со Господ напред. Добро, чедо Божие. Ајде сега имам странка, те молам. Ке се чуеме пак. Грево, ја, чедо моје? Грево и оче. Ајде. Повели. Абе, оче, многу голем греф имам. Ептен. Простува, Господ, чедо. Кажи. Не, завчера, таа комшиката под мене што живее на спрат. И ми дојде на гости, не сме се виделе оддавна. Па седнавме кафе и разговараме оваа тема, онаа тема, разговор, ти реков, ми рече муабет, се размуабетивме и... Простува, Господ, простува, чедо Божие. Дали мене ме бива дека ја многу убаво зборам, разбираш, не? Друго? И завчера таа другата комшика над мене што живее. Па она дојде на гости. Седнавме, исто не сме се виделе оддавна, а многу добра риба. Авион. И седнавме, кафе, муабет за ова, муабет за она, се размуабетивме, муабет. Не приметивме. Луѓе се грешни души, чедо моје. И Сабајле исто, попе. Сабајле исто таа комшиката карши мене што живее. Па и она дојде на гости, одамна не сме се видела, многу добра риба. Седнавме, кафе, муабет, се занесовме у муабетот и... Чедо, ајде да си одиш ти, те молам. Оти бе, оче. Ајде, чедо. Ами многу се замуабетивме, бе, чедо Божие. Многу муабетиеве. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ајде, Боже, семо ке помогнем ним на овие благи чеда, двајцата од денеска да зачекорат во заедничкиот живот, склопувајќи заеднички брак, мимоза и миле. Боже, овозможи им заедно да живеат и целиот свој живот, додека смртта не ги раздели да го поминат заедно. Господе помилуј, овозможи им на овие Божји чеда да живеат во овој прекрасен дом. Куќава ваша ли е? Овозможи им на овие луѓе да живеат заеднички во овој прекрасен дом, па и земјиштето да се окупат по €1, бидејќи сега тоа владата го возможува. Па после тоа, Господи, поможи им во овој дом да се родат прво, второ, трето дете, по овој златен пот, нека се тркалаат безброј деца, а благодарение на тоа, Боже, овозможи им да добијат, да учествуваат во оваа голема наградна игра и да добијат и стан за трето дете. Амин. А откако ќе се вселите во новодобиениот стан, ви посакувам овој прекрасен дом да го издадете за €150 месечно, пошто не е на одмет, да влагаат малку и парички во куќниот буџет. Екстра.
Боже, исто така помогни им да дочекат длабока старост, работа и пензија и да можат да ги уживат благодетите што им ги возможува владата со помош на градоначалникот и секој петок да се возат бесплатно во автобусите на градскиот сообраќај. Овозможи им го тоа, Боже, а до тогаш ви посакувам секој петок урда да јадете. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. А сега го молам младоженецот да го стави прстенот на младоженката и обратно. Повторувам, младоженецот нека го стави прстенот на младоженката и обратно. Попе, наглов е малку младоженецот. Наглов. Прстенот. Попе, па табад работа, па 5 години, по 3 пути секој ден. Добре дојде чедо тука во овој Божји храм. Добре дојде и се восхитувам на твојата храброст, на твојата искреност, да дојдеш да се исповедаш пред духовниот отец твој, а со тоа и пред Бога. Верувам дека тој ќе ги прости гревовите твои, доколку се тоа гревови. И затоа сега те молам, стави ја раката на оваа света книга, овој крст. Кажи ја твојата мака, чедо. Грешев, оче, грешев. Тоа се вишниот ке оцени, чедо, дали е греф или не е. Кажи што ти се случило, што си направил. Па, бев излездена со друштво во град и бевме во еден клуб, па еден дечко ме викна со него и се возевме со кола низ град. Па добро, чедо, вие сте млади, тоа не е некој греф, сите се возат сега, си другаруваат. И како што се возевме, застана на едно место и се паркира, спушти седиште и почна да ме штипка по образ. Па тоа не е никој греф, бе, чедо, ви сте млади суштества, тоа е нормално. И од образ тука оче почна да ме бакнува оче тука. Оче да ме лиже тука по увцето, па тука по вратот оче. Добре, и тоа не е нешто страшно. И оче од тука оче почна по градите тука да ме фаќа, да ме бакнува и тука по стомахот почна да ме штипка, да ме бакнува и ми ги фати колената, почна да ми ги бакнува. Чедо, да не го прескокна тука најинтересниот дел, а? И добро, ајде, што се случи после тоа? И ме присили, оче, и морав да му дадам. Те присили? Да. И ме оценуваше. Што ти рече? Па ми вели, ако не ми дадеш сега, никогаш повеќе нема да ти барам. И... Чедо Божие. А друг некој греф ти имаш направено или? Има. Па, кажи си го, чедо. Па, спиев со еден поп. Од каде беше тој поп? Па, соседното село тука од Свирипичино. Ништо, чедо, тоа не е страшно. Тоа е друга епархија, не се секирај. Ги сослушавме твоите зборови, ги сослушавме твоите маки, јас мислам дека Севишниот ќе ти прости. И сега терај, чедо, ти си младо дете. Фала, че? Терај, чедо, терај. И друг пат, ако имаш некоја мака, не мора да одиш во друга епархија.
Попе, спиеш, а? Не, како спие... Не, бе, какво спиење, бе, чедо Божие, не гледа се преслушувам, имам крштевка во 3 саат. Не, да не сметам. Не сметаш, туку ти нешто многу ми зачести, пак некој калбајет имаш направено изгледа, а? Од гомна, попе. И немој такви погани зборови во Божи храм, ти се молам, немој нови гревови да правиш, ако веќе имаш гревови си дошол да ги простуваме. Кажувај, каква мака имаш? Имав секс со овци. Како бе чедо така? Она дува, добро, овци. Чедо Божие. Аман, бе. На кој датум беше тоа? На 23-ти. На 23. Зашо? Многу голем греф си направил чедо, ама ќе се потрудиме да исправиме работа, ќе ти направиш што да направиш. Ќе донесеш 3 овци, 3 джемпери ќе сплетиш, 2 право, 2 криво плетка, од овчја волна. 3 килограми зетин, ќе направиш 3 крпи или кошоли, без разлика што и да е, и 3, ти пишува се што треба да донесеш и ќе ти биде простено, чедо Божие. А ова на крај шо е ова? 3 шампона и гледај барем еден да биде против перут. Ајде, нека ти е простено. Уште има, бе, попе. Ман ме чедо, шо направи сега друго? Имав секс со вдовици. Воденица. Не воденица, бе. Седи мирен сега, си замес работата. Тук има една фактура од Воденица, плати ја и нема и гајле. Кај Столе. Което е 100 леве? 100 леве метастаза доле што има, све што му е прокопан, пола град му е прокопан, метро ќе прави. Плати ова и немај гајле. Ајде, чедо, и ти пишува тука, прочитај што ти пишува тука. Со ум. И натаму со ум, чедо Божи. Ајде сега, оди, простане некаде. Има уште, бе, попе. Аман ме чедо, ти да не си колекционер на гревови. Ајде, кажи побрзо да ти напишам и за тоа рецепт и да завршиме работа. Ајде. Имав секс со 3 студентки. 3 студентки. У исто време. Добро бе, кај ги наоѓите тие... Кај мене се стари баби идат цело време. Прости ми, Боже, прости ми, Боже. Ајде, Рики се, шо? Ајде. Ајде да не те чекам 5 сати сега. Море, Блажо, дека ме носиш ти мене? Ти си ненормален човек, бе, разбираш. Денеска јас кажувам. Дека одеме и шо правиме. Чекам малку сега, чекам малку, бе. Ти знаеш ти јас те поштувам, тебе, фамилија, поштувам ти ги жените, децата седи, поштувам. Цело време ти ли ки кажуваш дека ќе одеме, бе, разбираш. Јас сум ти благодарен за поштувам. Денеска јас кажувам. Денеска. Не само денеска. Ако не е денеска, ако не ме слушаш, бе, јас не знам. Ајде со мене. Денеска, ајде, разбираш.
39, разбираш. 40, разбираш. 40, равно. 41, разбираш. Што изгледа некоја мачка и... Каква мачка, бе? Дај да додуваме, ај. 41. 41. 41, разбираш. Дедо Попе, извини, овака ќе ќе бидам малку индискретен. На која би ти шит, разбираш? Шо правите ви? Дуваме свеки човек. Дува свеки човек, што правиме тука, разбираш? Тука не се дуват свечи. Тука се палат свечи. Тука се дува. Денеска се дуват, разбираш, а ти ај погоди за што се дуват, разбираш. Зошто? Роден ден ми е на мене. Роден ден. Така кажите, бре. Па да го благословиме мојот чедо, бе. Попе, извини, пак ќе бидам малку индискретен. Не ли е, наместо да се исправаме тука, да отпееше да песичка на човекот, да му нема честитаме, проблем. разбираш. Нема проблем. Ајде, happy birthday, ајде, happy birthday, happy birthday. Кажувај ги имењата. Од Ристо разбираш, за Блажо разбираш. Од Ристо ме разбираш, за Блажо ме разбираш, Блажо, to you. Ајде одеме сега да ве частам торта на рачак. Нека бе, каква торта ме разбираш, бе? Ај погоди каква торта. Васина. Нема масина, па ти каква васина да демодее. Гријаш. Чекай. Тирамису разбираш. Каква тирамису? Нова торта е вас, вика министер торта. Ајде да бе. Министер. Каква е бе таа министер торта? Министер торта, тоа ти е исто како Наполеон, само без јајца. Ајде бе, тортичка Блашко. Батка. Помагај бе, масторче. Оќу да идам на далек пат, да деша ми Томос, ама џабе, неќе да запали. Томос, а? Да. Вие се окей моторче на Томос. А каде бе ти на далек пат со ова моторче? Оќу да идам на далек пат, имам си некоја така, оќу да идем, па то ти е да ми помогнеш да запали Томос. На далек пат ќе одиш? На далек пат оќу Каде да бе тој идем. далек пат бе со вака мало моторче Томос бе, батка? Ти да не идеш на кај сунце да не фаќаш? Мајсторе, ниси далеко од истина, а зашто питуеш? Затоа што далеко е сунце, батка. Немој да бринеш за тоа, ја ќе идем преку ноќ. Слушај, ти праша дома дали да идеш на пут или не. Што има дома да питуju? Јас сум пунолетан, не сум малолетан. Абе ти си гледам дека не си малолетен, ама се правиш малоумен ти со вака мало моторче сам на толкав далек пат. Мислам дека не се иде вака, ти давам најдругарски совет, батка. Мајстор, ја тука за савет не сум дојден. Ако можеш да го поправиш то мошче, да го прави го. Ако не, да идем да курдисам, да турим бензин. Мене ми рекоше само да запали, па ќе ме подбутнев. Ако сакаш да помагаш, помагај за савети. Имам јас своји саветници, бре. Батка, види да ти кажам, ја би ти препорачал да не идеш ти на пут, сам. Да дугачок пут со вака мало моторче Томос. Бати мајсторче, тебе ќе те питуju. Јао, иде. Ја ти кажам, ти како сакаш. Што е проблемот, бе, со Малиов? Ништо страшно, дедо. Резонантен науспух.
Абе, како поише пари да ми беа. Абе, ова... Калуѓерче, ова новото да не му чепка раката. Само да дојде, че го видиме. Отче наш, кој си на небесната, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Божја, како на небото, така и на земјата. Мајчичке, Богоројчичке, дали може да земам некое паре, колку за цигари и за пијачка во кафанчето тука, за сокче? Не може. Не те прашав тебе, бе. Мајка ти ја праша. Колега, Молим. Христос се роди. Нашиот цица више 2 недели. Туцање е најбитна операција у овој празник и причинјава големо задоволство, особено кај помладите. Али со јајца са туцат и постари. Ево, земи да демонстрисаме. Клисар. Се удира така што само со јајцето дък. Ето. И тој што ќе му остане цело јајцето, он е победник и он иде далje. Исто ми се свиđа и то забораев, има некој мангупи што са со дрвени јајца што овој удара и може да направи пузар, меѓутим то ние ги познаваме и одако. Исто ми се свиđа то што многу млади се спират, вака се скупнат пред црквите. Исто, меѓутим, го бават попот со јајца, а то уопште не е лепо, никој не го погоди. И управо зато ја дадох еден краток увод и сега ќе ги запитаме ние тука луѓето што са од богослужба да ни кажат малце поопшино уврска со ова. Сметам дека е потребно за јавноста во оваа пригода да се каже следново. Воедно му е то притиснати од стегите на тоталитаризмот, народот имаше цел само да гаѓа посвещените лица со една боја јајца, само со црвени. Благословен Боже наш. Благодарение на напливите на демократијата и навлегувањето на демократските процеси и на овие наши македонски простори, луѓето почнаа да фрлаат посвещените лица и со различна боја јајца, кажувај ги боите. Плава, Плави јајца, жолта, жолти јајца, зелена зелени јајца и така натаму. и така му натаму јајца. Благословен Боже наш. И треба исто во оваа пригода да се покаже, да се каже и да се потенцира и следново. Благодарение на нашата влада македонска, во овој момент се увезува цел контингент јајца од увоз По 100 денара табла. по 100 денара табла, како што рековте вие пред малку. И сега на општо задоволство народот може да се чука колку што сака за ефтини пари. Благословен Боже наш. И на крај нормално, кога ќе ви кажат Христос воскресе, вие треба да кажете фала такоđe и одак то. Благословен Боже наш. Добро вечер. Чеда мој Божи, Господ е само еден. Секојдневно му се молиме на големиот Господ да ги услиша нашите молби, та да помогне во нашиот секојдневен живот,
на различен план и простор. Погледнете ова невина фаца, на ова невино суштество, кое што уште од мали нозе бара светлина од големиот Господ. Ние, свештените лица, сме само една мала спона помеѓу Господ и потребите на нашите граѓани, на нашите чеда Божии. Добар ден, попе. Добар ден, чедо Божие, како си? Добро, еве. Што макате прати тука, чедо Божие? Попе, како да ти кажем сега, во што е со земјоделието стварно не бива. Ти ако може малку да му кажеш на Господ тамо да се замоле, во субвенциите што требаше да ја дават, ние сите сега реорганизација направиме, ама во што е сега не се стасуе сега. Сите работиме тамо. Ќе помогне Господ, ќе помогне тој, ќе помогне во секој случај. Да. И кажи му тамо сега... Баци ја светата книга, чедо Божие. Нели може да лизнеме после од книгата, попе? А? Каква мака имаш ти, чедо Божие? Те молам, попе, кажи му на Господ во сега земјоделието што е. Ни викаа субвенции че дават едно друго, ние курдисаме сега све и зораме, све тоа. Не може да се втаси тука. Пуштат тука, од увоз им дават, нас на репроматеријалите царини ни лепат. Не може крај со крај да врземе. Имате ли невработени во семејството? Шо? Невработени. Попе, за тоа ми се ще отивака духовици ставам, невработени. Има тамо копат на нивата, невработени, не е важно. Сите сме невработени, него ако роде земјата, тоа после сечко ќе го курдисаме. Ке помогне Господ, чедо Божие. Немојте да бидете неблагодарни. Господ, ако може да помогне барем еден во фамилија да работи, добро ќе биде. Ако може повеќе и повеќе. Многу ќе бидеме благодарни. Оди со здравје, чедо Божие. Еден да го курдиса државно, другите ние сите што сме Твоите молитви ќе бидат услишани, ќе бидат пренесени. Палки. Господ е семоќен. Ајде следниот. Повели седни, чедо мој Божие. Која мака ми те донесе, чедо, тука, Господ ќе ги услишаш твоите молби. Јас сум многу у депресија, разбираш. Каква мака имаш ти, чедо мој Божие? У депресија сум, разбираш. Зошто? У депресија, јас немам чаре друго, доваѓам кај тебе да се помолиме ако може, разбираш. Попе. Кажи ги маките, Господ ќе ти помогне. Ајде да видиме дали ќе ми помогне. Првата енциклопедија не ме ставија, разбираш. Не знам дали е намерно или е случајно, меѓутоа немаме нигде. Јас се поминах целата, имам примерок дома, разбираш. И сега среќа што издават втора. И дојдех, прво ми кажаа, викат, ако може некој да ти помогне, това е само Господ. Ако може да помогне за варо. И јас това доваѓам кај тебе, разбираш, оти само Господ може да помогне, да му кажеш на Господ, ако може да ме тура ту второто издание на енциклопедијата, оти ништо не ми фале да попе, разбираш. Јас сум многу добар човек, зашо да ме нема енциклопедијата, разбираш? Ништо, ти си златен човек, чедо Божие. Ништо не ми фале, школа имам, добар сум со комшиите, добар сум, не се карам, не се расправам, не се тепам, не се фин сам многу дома, ако ста пијам малку од депресија, ама... Баќај светата книга, ајде, чедо Божие. Ако може да ме има втората енциклопедија, зашо па да ме нема, разбираш мен? Сакам нешто да остане трага и од мене, разбираш. Нема. Добро, ќе го средиме тоа, ќе се помолиме на Господа, сакаш ли фотографија да има? Ви, јас сум многу скромен човек, разбираш. Ако може да му кажеш на Господ, на мене ми треба половин страничка само. Не сум цела, јас не сум мегаломан, цела страна да тражам, половин и една сликичка од мене горе така да има. Сад, јас немам слика сам дек што сум, разбираш, јас сум многу друштвен човек. Сите слики ми се друштвени на мене, разбираш, од кафани, од џурки, вамо тамо. Јас ќе давам групна сликичка така и ќе го заокружам тоа дома дек што сум јас и ќе знаат кој сум, разбираш, на сликичката. Со фломастер ќе ја заокружам. Нема проблем, чедо моје. Никаков проблем нема, чедо моје. Ајде, оди, здравје нека ти даде Господ. Ке се помолиме за желбите твои. Добар ден, попе.
Шо ти тука, момче? Дојдов тука, ја певкај очета тамо, наш, му викам нешто за Господ да се молиме, вика ако ти е за Господ, само кај поп Цацко. Он бил прва рука. Дали си ти стварно прва рука со Господ или си втора, трета? Ако не си прва рука, да не се соблакам уопште, да не губиме време. Види, чедо Божие, јас сум единствениот што може да комуницира со Господа, за да ги услиша тој молбите и да ги исполни желбите на овој напатен народ. А добро да те прашувам, а зашто си ти прва рука, кога сите со едно чедо сме кај Господ? Зашто овој не е ти баш да бидеш прва рука? Ја знае и сум уветил дека кога ќе го отвориме овој салонот за восочни фигури, првата фигура што ќе биде направена токму неговата фигура. Фигурата на Господ и јас ќе ја направам и ќе ја донирам и веќе собирам восок низ црквите низ Македонија, а Бога ми по гробиштата. Имам луѓе пратено кои што не дозволуваат свеките да догорат, го собираат восокот за тоа што треба да направиме прекрасно убава восочна фигура на нашиот Господ. И што восок му даваше и он ти вика ти? Да. И јас само барам скромно таму долу да пишува на плочка, подарок, донација од Цацко. Не мора ни година да пишува ништо. Стварно? Да, и тој ми вели, поп Цацко, бидејќи ти ја направи ова работа за мене, било што да треба за тебе, нема никаков проблем. Ти ќе бидеш, ти ќе комуницираш со народот во моје име и ти ќе бидеш споната помеѓу нас. И па тоа знаеш што да му кажуваш на Господ? Кажи му, молим те на Господ, ова што е застапеност у јавна администрација, да го зголемува малце. Па не личи вака, мислим, стварно нема, нас нема и нас ми врше притисок за. Кажи му на Господ тоа да го решаваме. И да му кажуваш ова што е со името. Не, нека помогне Господ, да го реши тоа, оти нема играчка више, ва не се трпи. Тоа ли се твоите желби, Тоа се, да. Извади го компјутерот и пишувај. Кажувај. Моментот. Што е ова? Ово, за двојазичност? Па не, оти ја разбирам све, али ова е официјален документ, мора да биде со превод, знаеш како ти е. Па како одржуваш, какви комуникации? Како? Преку сателит, тоа навигација имам све, мислим. Ајде, уживајте само. Добро пишувај. Осемокен и единствен Господе. Единствено ти можеш да ги решиш проблемите и да ги услишаш молбите на овој напатен народ. Услишај ги, исполни ги неговите желби. Наблажо вработи му некој од семејството, заристо. Те молам, Господе, во новата енциклопедија, барем на половина страна, напиши нешто и за него, за чедото Божие, како ти беше името? Зоран. За чедото Божие Зоран, поголема застапеност во државната администрација и помогни, Господе, побрзо да се реши проблемот со името. Услишај ги молбите и желбите на народот Твој, бидејќи само Ти, Господе, можеш да ги решиш нивните проблеми. Само Ти, Господе, и евентуално уште 2-3 министри од Твојата влада. Слушај, Попе, ти знаеш што е разлика измеѓу Господ и премиерот? Не знам че. Господ не се умишља дека е премиерот, знаеш? Прости му, Господе, не знаеш што зборува.